Без никакво съмнение за Гьоко Хаджиевски бе трудно да подготви изобщо отбора за този двубой предвид многото липси в неговия състав. В крайна сметка Спартак имаше своите добри минути в рамките на второто по време. Те обаче не доведоха до попадение. Съответно Соколите загубиха. Господин Хаджиевски, със сигурност не резултата, който искахте в началото на срещата, но къде виждате пропуските, къде виждате проблемите в днешния двубой, за да се стигне до тази загуба? Реално да ви кажам, не можам да правам сега компарација помеѓу двата одбора. Стандарден на Ботев кој малку и се подигна во последно време подобри резултати после идвањето на Херо. Виждате со какво можем да играме ние. Значи многу липсват, поготово многу заштитници. И пробавме да играме колку можеме, да се дадеме 100%. Двата гола што ги примеме прво полувреме, мислам дека во јуношки фудбал не се прима такви два гола. Тоа не се комбинации, тоа се технички грешки. Топка наша ја даваме на противникот кој исползва малку испадна итер, малку го турна, не така како да кажам грубо, но Иво највен испадна во ситуацијата. Значи, централниот заштитник мора да се заштитава во дуелот. Не сме така само да дума на топката. Мора да се заштитава. Сега добро, како да кажам, јас колку можам на всичките дадов шанс. Во ваква лига со по 15-20 регионари, ево со како фонд играме ние. Нормално не можеме да го издржиме целава сезона, но ќе кажам дека не се устрамивме од почетокот како почнавме, без одбор, без со неизвестност какво ќе стане, што ќе стане. Направивме колектив, направивме добра атмосфера. Во средината на првиот дел игравме можда недоброто од нас и кога имаш ти фонд од 13, 14, 15 фудбалисти, ние скупиме 25. Имаме 5 легионари кои што немаат играно 3 мача и имаме 5 јуношки, значи остават 15. Од тие 15, 3-4 кои менјават по време на мачот. Значи цел терет падна на 12-13 најмногу фудбалисти. Не можеш ти да играш во сабота со ЦСКА, во четврток со Враца, во неделя со Левски, на дожд. Тоа е убиство, значи и крај на шампионатот. Мислам дека показавме некои позитивни работи, дека можеме да играме. Ние кога сме свежи и кога имаме одбор, можеме да играме подобро. Сега најважното е да се одморат фудбалистите, да направиме селекција, да видиме со какво можеме. Ние мора да се појачаме. Едноставно мора да се засилиме со 4, 5, 6 фудбалисти, но не фудбалистите да даваме шанси како прв пат, како сега. Ние 70% од фудбалистите прва сезона име во прва лига. Нас ни треба некој кој ќе ни помогне. И за това искам да кажам, не е леко да губиш мачеви, да очакват хората, но ако направиме, пак уште еднаш ќе кажам, компарација со какво располага другите одбори, со како фонд на фудбалисти располагаме ние, мислам дека купата можеме да поминеме денеска, трудно е дека можеме ние понатаму со најдобрите одбори да се биеме. Дадовме всичко од нас да покажеме колку можеме. Но силата е тука и мислам дека загубивме од технички грешки денеска, можевме и подобро. Второто полувреме нормално игравме многу подобро, имавме и своји положенија, практично равностоен беше мачот второ полувреме. Да, наистина вие заговорихте по по-генералните теми и може би те са по-важните след този двубой. Споменахте думата селекция. Какво очаквате да свърши Спартак в това отношение от тук насетне? Най-напред, ако може да ни споделите дали информациите в медиите за това, че Шанде, Колто, може би изиграха дори последния си двубой за Спартак Варна са истина и след това имате ли уверение, че може пък да привлечете и нови хора на техните места? Так. Значи, дека има интерес за тях, дека има разговори, всичките го знаат тоа, дека има интерес и изиграа многу силна сезона, двамата, и нормално е во оваа ситуација
како и најдобрите од Левски додат во поголеми клубови во Европа или од Лудогорец, така е и од нас додат во најдобрите български клубови. Ништо не е завршено, значи само се разговори. Тие се преморени, искаме и да ги заштитиме, да не се травмира некој сега во ваков некој мач, после еден, не дека не е важен мачот за купата, но во секој случај дадоа 100% и треба да ги поштедиме нив. Грнчов беше травмиран, Илкер имаше операција, 3 месеци е надвор. Пак е повторам, нека чујат сичките дека јас не удирам на никој лично, но не можам да се сложам дека ти не можеш да дадеш фаул на мач за фудбалист кој оди на операција. Како тој се травмира сам, не разбирам јас. Како овај Лозев счупено лицето сам се травмира и немаше ни фаул, например. Ние губиме по 2-3 месеци на толку мал фонд на играчи, и Лозев, и Илкер, и овај Лукас, после 48 ССК мачот, значи сега последни две мачеви и овај со 50% Грнчов даваше стичко од себе, имаше и тој травма. Како да се справиме? И сега ние мораме да се појачаме заштитата, не ние како треба, мораме да се засилиме во заштитата. Во средниот ред ни треба свежина, ни треба и качество, ни треба и фудбалист кој ќе оди напред. Ево денеска многу млади фудбалисти играја, тие дадоа сичко од себе во пасово разигравање, во дисциплина, во држење, но кога треба да се направи превасходство внатре, тоа го нема. Нормално нема таков опис, нема и класа таква каква да речеме може и Неделков да направи, или Минков, или Око Флекс, или некој од техните фудбалисти кои си е класа. Значи, ще се потрудим да одбериме 4-5 фудбалисти кои ќе не засилат. Јас сум убеден со еден месец заедничка подготовка, со неколку пријателски мачеви и одморени од ова тешка сезона за нас, дека можеме да играме и подобро него што игравме првиот дел. И финално има ли финансите Спартак за да осигури тези трансфери? Од тази гледна точка как стојат нештата и вие лично имате ли мотивацијата да продолжавате да работите? Јас имам уверување дека од раководството дека ќе се изборат и така се борат јако. Значи, ако треба да кажам дека досега сичките месеци заплатите се земени, тие бонуси што имавме се исплатени, значи како успеват јас не знам, но некако се справат. Тие не се големи пари, за разлика од другите клубови, многу помали пари, рачунајќи на това дека имавме многу тежок проблем со лиценцата. Но колку знам дека во јануари, февруари треба да стигнат пари од генералниот спонзор на лигата, од ТВ права, од евентуално продолжба на некој фудбалист, и мислам дека ако стане всичко тоа, дека ќе има возможност да до јуни да се оправи. Но за поголема перспектива се знае дека треба поголеми спонзорства на клубот. Сега ова всичко правиме на мускули, како се казва. Господин Хаџиевски, благодарности, весели празници и успех през Спартак. Благодарам многу уште еднаш на соработката и само да кажем уште еднаш дека овој прекрасен народ и публика, въпреки наши лоши резултати, винаги стоја позади нас. Тоа е нешто со кое го носам внатре со големо воодушевување. Мерси многу. Всичко добро.